Добро дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Светановски. Имам чест вечерва мој гостин да биде директорот на јавното претпријатие за државни патишта Коце Трајановски. Добро дојдовте. Добро најдовме. Господине Трајановски, 2025 година стана позната како година на инфраструктурен бум. Реално, ќе ни требаат едно 2-3 часа добри за да кажеме што се направи, но немаме толку време, ќе мора да ги сублимираме малку работите, но еве, за гледачите, ќе продолжиме и во вториот дел за она што ќе се гради и што не очекувано, што се изгради во ова 2025 година која што е на заминување, еве за 2 дена веќе влегуваме во 26-та. Најпрво благодарност за можноста да гостуваме во ваша емисија. И ова е една добра можност да споделиме некои мислења, сознанија кои што ги има јавното претпријатие за државни патишта, а кои што се од интерес за граѓаните на Република Македонија, на целата територија. Мислам дека очигледно во Македонија практично се гледа еден интензивна инфраструктурна градба. Ја не би рекол бум, зашто малку повеќе те треба за бум, меѓутоа, гледајќи ги минатите години, може да се рече дека е еден инфраструктурен бум, значи во смисло на изградба на патишта од различен ранг, автопатишта, магистрални патишта, експресни патишта и регионални патишта. Јас сум задоволен од 2024 година, практично бев половина година, значи некаде во јули дојдов. И особено и оваа 2025 година, бидејќи остваривме вака, мислам дека видни резултати остваривме, за основа на тоа што наследивме и што направивме. Значи 2025 година би сакал да кажам дека го пуштиме употреба делот кој што не е од Градско до Дреново и од Дреново до Фариш. Тоа е некаде околу 25 км во експресен пат и практично Дреновската клисура која што беше една од проблематичните, да речем, од безбедносно проблематичните траси, значи се стана траса која што е со експресен пат. Исто така го пуштивме предходно, мислам дека неколку дена пред Нова година, исто така и го пуштивме и Страцин Крива Паланка. И тој пат исто така возможи една подобри, како да кажам, можности за сообраќај од различни аспекти. Исто така го пуштиме значи Охрид Свети Наум, тој е во должина околу 25 км и тој пат е многу значаен за нас. Патот кој што е од Понов мост, тој е блиску до Гевгелија и од Гевгелија па се до Богданци, во должина од 5 км, направивме целосна рехабилитација и тој е ставен во функција. И многу е важно тоа што многу време потрошивме и голем ангажман на Кичево Охрид. Тоа е еден од капиталните проекти, за жал историски, во смисол на времето на неговото работење, од почетокот па се да е ова 2025 година. Значи некаде, да речем, повеќе од 10 години. Значи таму од вкупно 57 километри, пуштиме употреба повеќе од 35 километри. Тоа го пуштиме од Врбјани до Ботун и од Климештани до Охрид, со тоа што имаме прекин на делот од Климештани до Охрид, оној дел кај што е требениште на што ќе се прави еден надпатник кој што треба да биде дел од идната клучка кој што е предвидено, се зависи од УНЕСКО како ќе се добијат согласностите или не, али многу тешко ќе се добијат. Идната, тоа е клучка од идниот пат од Требуш се до Ќафасан. Значи во тој дел имавме околу 4 километри прекин, вклучувајќи го и населеното место Требеништа. Така да сега можам да кажам, имам можност да кажам дека утре од Требеништа према Охрид ќе пуштиме уште 3 километри автопатско решение. Завршени се сите процедури, информиран сум денеска дека комплетно е ставена еластична ограда,
значи бележење на патот и се што извадена е сообраќајната согласност за време режим на сообраќај, така да утре ќе имаме уште можност 3 км да се возат по автопатски услови на тој пат. Важно е исто така многу за Бехтел и ЕНК дека бидејќи интензивно се работи, со оглед на тоа што им овозможуваме како јавно предпријатие, како држава и како Министерство за транспорт и врски и сите субјекти кои што учествуваат во овој проект, значи би ги напоменал државно правообработителство, катастар, имотно-правните односи, бирото за проценка, сите тие се вклучени во реализацијата на овој проект од аспект на експроприација, така да воопшто не ги кочиме, напротив им даваме голем фронт за работа. Одите пред нив со ова така. Одиме пред нив, да. А исто така сега малку не се проблематични дислокацијата на телекомуникацијските и електричните водови. И тука интензивно работиме со ЕВН и со Телеком, како и со некои кабелски оператори, а исто така и со оние кои што особено во Полошкиот регион веќе има систем за наводнување, значи со оние, како да кажам, нацевки кои што треба да го наводнуваат Полошкиот регион, иригационниот систем, да. И се испадне дека точно го пресекуваме, така да и тој проблем го решаваме. Да не речем дека покрај патот има и доста објекти кои што се индустријски објекти кои што се од важност за сопствениците и со нив веќе сме во, да речем, длабоко навлезени во разговори и преговори за тоа как да го решиме на најсоодветен начин. И има неколку објекти кои што поминуваат низ Гостивар од десната страна, гледано према Кичево. И тука ние се надевам дека ќе го решиме тој проблем. Така да имаат голем фронт за работа. Тоа е од Тетово до Гостивар, значи од вкупно некаде од околу 17 км на 13 км веќе Бехтел и ЕНК се ставени во функција и веќе интензивно работат на тој дел. Исто така од Гостивар према Бокујчани, и тој дел интензивно се работи, и тој е најтешкиот дел, бидејќи е тој планински дел. Се работи со засилено темпо и Прилеп Битола, и тука доста имаме ангажирање како јавно предпријатие, бидејќи некаде од околу 40 км, мислам дека од 22 км или повеќе од 50% имаат фронт за работа на таа делница на Бехтел и ЕНК. И доста е важно, мислам, да слушнат граѓаните дека прилично беше предвидено од Прилеп до Битола, меѓутоа сега одиме малку понатат од Ленишка река па према Битола, и тука се проектира интензивно, и така да и тоа ќе биде составен дел на ова, да речем, буливарско решение, автопатско решение, кој што ќе треба да ги поврзува Прилеп и Битола. Се тоа активности кои што бара голем ангажман. Јас би се заблагодарил на вработените во јавното предпријатие, кои што активно и учествуваат во реализацијата на овие проекти. Министерството за транспорт и врски, до владата на Република Македонија, до премиерот Христијан Мицковски, за неговото интересирање, за неговиот ангажман во реализацијата на овие проекти. Исто така би сакал да кажам дека завршивме и санација на два моста. Едниот мост е Башино село, кој што е многу значен, се рече Башино село, па некое село таму што е толку значено. Меѓутоа тоа село е практично индустријскиот дел, целиот индустријски дел на Велес од тука поминува, и беше многу значено, доколку тој мост не се санираше, можеше да настане еден огромен застој во сообраќајот во Велес. Го саниравме, тој пуштене во сообраќај. И уште еден мост исто така, мостот послем на Здуње, послем Гостивар, тој е мостот на Вардар. И тој е многу клучен за целиот западен дел на Македонија. Доколку тој мост, поради, не дај Боже, не знам какви случаи не биде во функција, во тој случај ќе треба сите вози да додат по сите погранични населени места, па да излезат дури таму некаде послем каменоломот, кој што е последниот каменолом пред клучката за
за Маврово. Би сакал да кажам дека од 1300 мостови кои што се во надлежност на јавното предпријатие, направено е снимање на некаде 1100 мостови, од кои што 90 и неколку се детектирани како мостови кои што треба да се поправат и санираат, а 18 се високо ризични, веќе се прават проекти за нив, мислам скоро се при крај веќе се направени, и следната година ќе во дел од нив ќе почнеме и реализација на тие проекти. Се тоа се активности кои што сметам дека се во интерес на граѓаните на Република Македонија. Би го споменал исто така и патот од Требош до Непроштено, кој што треба да представува заобиколница на Тетово. Меѓутоа, за жал, таа заобиколница е само прва фаза, а втората фаза ќе биде клучка кај Требош, или после Безиската пред влезот на Тетово, да се направи тука да се оди на десно, да се заобиколи Тетово, да се оди према Непроштено, Теарце, се до границата со Јажинце. Меѓутоа, тој мост поради различни причини не е направено со оглед на тоа што е многу блиско до Безиската пупа и сега ние можеби едно 5 до 6 месеци гледаме со сообраќајци да најдеме некој решение. Инаку постојното решение треба да влезеш во Тетово, на кружниот тек, па да се враќаш назад неколку километри, па за да можеш после да одиш на заобиколница. И практично е, ајде да речам, не функционална, туку многу малку е функционална и многу малку ќе ја користат. Така да и тука интензивно работиме и на првиот дел, а сега се надам дека следната година ќе почнеме и работа на вториот дел. Така да тоа се активности кои што сметам дека ја одбележа ова 2025 година и сметам дека беше успешна година. Колку предизвици имавте пред вас? Да, имаше нели многу работа, постојано бевте ангажирани, но кои беа најголемите предизвици? Дали тоа беше можеби Дреновската клисура, можеби пак делот кај Охридскиот, нели Кичево Охрид, делот, кои беа најголемите, најтешките моменти во реализацијата на овие проекти кои што се веќе дел реализирани, дел делумно реализирани, кои беа најголемите проблеми или предизвици со кои што се соочи? Ќе се обидам на кратко да кажам, што тоа многу долго треба да се образложува. Да. Еден од најголемите предизвици беше градско Дреново. Да. Бидејќи тоа го изведуваше Штрабак. Машините беа повлечени, со оглед на тоа што не беа решени некои односи во смисол на ситуации и варијации кои што ги викаат градежниците, и успеавме заедно со Министерството за финансии, Министерството за транспорт и врски, јавното предпријатие и инвеститор и кредиторот да најдеме начин да тоа го решиме, се вратија машините и за релативно доста брзо време, условно кажано, тој пат го реализиравме. А патот од Дреново до Фариш, значи тоа е низ Треновска клисура, имавме големи проблеми со оглед на тоа што во проектот и косините не беа како што треба, па можеше дополнително 1000 метри кубни земја да биде отстранета, да биде заштитени тие косини, а најголем предизвик беше карпата која што беше во Дреновската клисура и која што практично проектот не било предвидено да таа карпа биде отстранета. Да било предвидено уште во моментот дека се градело, било многу лесно со минирање, со ова да се направи, а вака патот веќе асфалтиран и се треба карпа кој што имаше некаде околу 800 до 1000 метри кубни карпа кој што требаше да се симнато од таа карпа. Навистина ни одзеде доста време, многу специфична работа, која што не била во Македонија досега правена под такви услови, да веќе имаш пат кој што е завршен, да не биде оштетено ништо. Имаше споредба со градскиот стадион, габаритот на карпата дека некаде бил отприлика или повеќе? Да, види, проблемот е што беше многу висока. Да. И што беше практично над патот, скоро или да не го близко. оштетите, а да ја извадите. Да, и тоа требаше скоро целата карпа да беше планина да се симне. Да. И тоа се повеќе од 1000 метри кубни карпа која што требаше без минирање и со специјални методи да биде отстранета. Так. Ако сите тие блокови, пример еден блок од метар кубен ако падне долу, тој ќе направи огромна штета и патот ќе го остати, а да биде проблемот уште поголем, тоа се наоѓа до самотиот мост.
има мост меѓу едната и другата карпа која што требаше и двете да бидат санирани, едната беше многу проблематична. На Страцин Кривопаланка исто така имавме некои нерешени проблеми, меѓутоа во помал обем беа тие. А проблемот беше со Бекстрел 1, како што сите го знаат. Тоа е проблемот со експроприацијата кои што воопшто не можеа да бидат доведени, иако во март месец 2023 во склучениот договор со Бекстрел 1 Република Македонија се обрзала дека за 6 месеци го реши експроприацијата. Или ти им даде фронт, не целосно, меѓутоа не беше ништо дадено. Така да и тоа беше голем предизвик за нас и просто не верува Бекстрел 1 дека толку брзо ние ќе им овозможиме фронт за работа и тоа го направивме и тие и дури сега се благодарни во секој од средбите што ги имаме од најниско па до највисоко ниво кои што доаѓаат од Вашингтон и од Анкара. И последниот би рекол исто така голем предизвик ни е Кичево Охрид. Кичево Охрид практично правивме големи напори, огромни напори и јас дури сега се замислам како успеавме да го пуштиме од Врбјани до Ботун, да биде во автопатско решение, нека да го пуштиме, мислам дека околу 11 јули. Значи, со многу клучки, со многу пристапни патишта кои што, или паралелни патишта, на секој автопат ти можеш да имаш паралелни патишта како алтернатива, тие воопшто не беа ни предвидени да се прават. Немаше ни експроприација, немаше ни исечени шуми, па и тука исечењето на шумите има своја процедура. Доста и таа е долга, меѓутоа со голема упорност и залагање на целокупниот тим на јавното предпријатие успеавме тоа да го решиме. А после тоа, и веднаш после 11 октомври дојде исто така голем предизвик некаде на 11 септември, во септември на почетокот да го пуштиме да го пуштиме патот од Климештани до Охрид. И тука имавме навистина еден од најтешките патишта, би рекол јас, и минатата емисија кажав, од аспект на тоа што поминува низ населени места. Тоа се значи земји овие селата од Климештани па све до Охрид, значи од Мешеишта, Требеништа, Горенци, Оровник и Подмолје. И дополнително тоа е една од проблемите. Исто така голем проблем што на постојниот пат поменува. Постојано треба да се прават девијации, ги викаат градежниците, значи да направиш дел па да преусмериш, па да направиш друг дел па да преусмериш и сето тоа да биде завршено за тоа време, а воедно да им овозможиш на населените места на граѓаните кои што гравитираат таму, да им овозможиш да се приклучат преку некои клучки кои што ќе ги направиш. Бидејќи претходно огромен број директно влегувале на патот, сите сме свесни, сме одделе за Охрид многу, и тоа беше решено. Тоа беа тие, да речам, големи предизвици кои што беа, а исто така и предизвик беше голем и мостот на Башино село, кој што беше затворен и можеше да се отвори многу хитно, да се направи решение, проектна програма, решение, изведувач и сето тоа да се заврши. Благодарност до Градожелезниот факултет, кој што учествуваше активно во реализацијата на овој проект, а воедно сега и на проектот кај Здуње во Гостивар. Така да тоа беа тие предизвици кои што успеавме да ги надминеме со огромно залагање и со една тимска работа. Што беше пресудно за да го надминете сето ова? Дали многу работа и само работа, или сепак, како што кажавте, тука е и тимот, тука се идејните решенија, тука е помошта од градежниот факултет и од не знам кој друг, една комбинација, нели компилација на многу работи заедно, или? Видите, сето тоа реков дека е една тимска работа. Да. Јас сум човек кој што бил на висока функција во градот Скопје. Значи имам искуство во менаџирање и во општина Газива, и во градот Скопје, а и претходно кога сум работел во Металски завод, сум работел на организацијски работи, мојот факултет на машински, меѓутоа организација на работа. И не тие само факултетот, туку и по природа сум тако, сакам да организирам работа, при тоа пресудно е тоа што треба да одбереш прави луѓе, да ги мотивираш тие луѓе, да субјекти, кој ќе речам, прави луѓе, прави стручни луѓе од
под предпријатието, а исто така и проектните тимови, проектантските куќи, на надзорните тимови, граѓанинов факултет како наш консултант, исто така со изведувачите, да воспоставиш еден однос, да видат дека сте заинтересирани, да имате луѓе кои што ќе ги пратат нон-стоп, да речем секојдневно, на дневна основа, тие бидат пратени, да бидат, ако имаат проблеми, да им се решаваат што побрзо, тоа што и тоа беше една од главните причини, ќе го достават проблемот, никој не им го реша и има застој. Така да, значи почнувајќи од изведувачи, па дури и до со подизведувачите, сето тоа треба добро да го организирате, да ги мотивирате луѓето и да наоѓате решенија, да пресекувате, донесувате одлуки. Ако не донесувате одлуки, во тој случај, колку сакате организирате, тоа нема да има голем ефект. Каде беше проблемот со претходната гарнитура? Еве, сведоци сме како се работеше 7 години, сведоци сме што се направи за година и пол. Дали во превод проблемот беше во постојниот кадар што го начекавте во институцијата или пак сепак рибата како и секогаш смрди од главата, односно од раководниот кадар на претходната влада и гарнитура која што не се покажа ниту едно поле, не па на полето на државните патишта и на инфраструктурата. Дали тимот го менувавте целосно или постојниот тим го искористивте како што треба и го насочивте да работи како што треба? Видите, тимот воопшто не е променет. Да. Значи истите луѓе можело ако се сака. Единствено сме донеле плюс уште помошник директор за инвестиции Борис Натов, кој што сега отиде во директор на јавното предпријатие на улици и патишта во градот Скопје. Сето останато беше исто. Меѓутоа донесол плюс луѓе кои што беа соодветни со долги години како надзор и проектанти, уште еден до 20 луѓе, меѓутоа основата беа истите луѓе. Вие знаете секогаш дека реализацијата на било кој проект или во било која сфера, значи зависи многу од првиот човек. Значи колку тој се ангажира, колку тој е посветен на таа работа и колку тој има сенс да тие луѓе ги мотивира, пример за сите останати да ги усмери, да им даде можност да се истакнат, да се докажат, да им даде можност да им каже, да даде можност да се чувствува дека тоа е нивно дело, не е твое дело како прв човек на таа институција. Јас сум на пример директор на јавното предпријатие, сум бил. Му велам на господот Мејве Мартин Цеко беше, велам, вие сте директор на овој проект. Вие одлучувате. И така ако се чувствува, се добива поголема мотивација, поголема за работа, поголема одговорност. И сето тоа допринесува да имате резултати. Сметам дека претходно не било доволно посветено, не било добро организирано, значи да се организираш сето тоа, не си имало дали желба, дали можности, не знам. И сето тоа и не решавањето на овие проблеми што претходно ги кажав, доколку се појави проблем, onda ти мораш да го решиш на еден и на друг начин, патот не сме да запре. Тоа мора да се гради. Мора да ризикуваш во решавањето. Секоја одлука има и ризик, меѓутоа резултатите ќе го оправдаат сето тоа. Важно да тој ризик не биде за личен интерес, туку некојаш може да направиш одредена грешка, меѓутоа таа да биде грешка која што е од проблемите од работата која што произлегла. Иако факт е дека разликата е очебина, но токму тие кои што беа пред вас потоа ве обвинуваа, иако народот ги гледа, да не речам како тарабуки народски збор за некој што го работи како што го работеа тоа тие, но тие велеа дека тие поставиле се, а вие само сте ги завршиле нивните дела кои што биле така поставени фантастично. Така ли беше 2024-та половината која ја преземавте работата? Се беше готово, вие дојдовте, фрливте некоја лопата и така го представија, тој и го представуваат постојано. Види, мислам дека многу погрешен пристап. Јас во сите мои говори сум кажал благодарност за сето ова што го направија до сега. Не сакав да дискутирам дали требало да завршат повеќе или помалку. Тоа е нивна работа. А народот, како што рековте, гледа и знае. Многу се умни луѓето,
било каде па и во интелигенцијата. Било каде па и во на народот. Македонија. Да. Значи немој да подценувате нивната интелигенција. Не можете вие да од градско, кој што реков, до Дреново да бидат повлечени машините и вие да речете ние све завршивме. Да требаше да го завршите. Или ако земете на Страци, и ако земете на Дреновската клисура. Земете го Бекстелиен, како што се тоа го кажам и тебе го повторувам. Или земете го во Кичев Охрид. Ако веќе толку било, ти несватливо беше да имаш ти 5 населени места, а воопшто да не предвидиш пристапни патишта, паралелни патишта кои се уклучуваат. Значи во тој случај каде? Мислам, така да, ако било така лесно, мислам дека би требало они да го завршат. Зошто не го завршиле, се поставува прашањето. Така да, долги години работат на тоа. Значи, воопшто не држи тоа дека се било завршено, само дојдовме ние да пресечеме лентата. Така. Мислам Така го представува, да. Мислам дека луѓето знаат, јас имам контакти зашто имам голема желба, ги сакам луѓето и сакам да комуницирам многу и со локалното население. Луѓето од Тошница, од Ранковци, од тие велат, никогаш повеќе луѓе, повеќе машини не работеле, не се работело и во празници, и во ноќна работа, и во зимски услови. Значи, ако било завршено, да зошто да работиме ние така интензивно и да и ноќе и дење што се вели и под мраз и под снег. Така да тоа е одлика дали некој сака да го направи тоа и да ги постигне роковите. Само да сакаш, тука треба да има роковите, да гледаш што пократко. И јас никој не веруваше дека ние на крајот од 2024, почетокот од 2025 ќе ги пуштиме градско Дреново и Страцин Паланка. Никој не веруваше. Луѓето се чудеа. Се чудеа заради тоа што гледајќи како се работело, и они викаат, па добро, исто ти. Меѓутоа, сакаме да направиме промена. Она што во Скопје сум го правил и сум го имал како искуство, сакав да докажам и тука дека сепак резултатите се можни и може да ги направи. Што да очекуваме Трајановски за следната година? Многу од овие предмети, односно проекти кои што ги споменавте, продолжуваат и во следната година. Што ќе биде најбитното оваа година, што да очекуваме како целосно реализиран проект, можеме ли да очекуваме каква година не чека? Ќе биде ли продолжение на оваа инфраструктурна, вие велите не бумам, ајде револуција, како и да биде, Македонија 7 години тапкаше во место, тоа беше факт, мислам да не се лажеме, тоа беше застој еден, левитиравме на секој можно ниво. Најнаш се случи нешто да се работи, ќе продолжи ли овој ентузијазам и работа и во 26-та? Зборуваме тука нели и за финансиски аспекти, зборуваме и за организацијски, за работа. Дали ќе продолжи ова што се случуваше минатава година и пол, не година? Сигурно дека ќе продолжи. Може би со уште поголем ентузијазам, со оглед на тоа што веќе имаме мина труд, да речам, со оглед на тоа што веќе тимот, екипата е веќе, како да речам, поусогласена. Уиграна во однос на минатата година и сосем е нормален тој процес. И мислам дека граѓаните знаат и ја ценат работата. Ја ценат, тој не гледаат кога работиш и да не го постигнеш рокот. Ако гледа дека интензивно се работи, а секојаш има проблеми, бидејќи имаме работа со природа. Нема работа, да речам, каде што зависи само од човечкиот фактор. Туку имаш и од природа. Поготово планинските делови, поготово и и низинските, земете во Требош. Се појавуваат измеѓу тука, бидејќи е полошкиот регион, огромни подземни води. Па тоа дека се реши, поминува време. Меѓутоа, гледате луѓето колку механизација работи на тоа. Колку луѓето се ангажирани, дека има напредок, онда и да не го постигнеш рокот, гледа дека се трудиш и даваш се од себе. И лично, и целата екипа, и изведувачи, и подизведувачи, во тој случај ќе има и оправдување. Така да следната 2026 година, мислам дека ќе ја означиме како година во која што ќе почнеме два многу крупни, значајни инфраструктурни проекти за Република Македонија. Едниот ќе подпишеме договор за Скопје-Блаце во должина од 10 километри, кој што беше долго најавуван. Веќе сме при крај со евалуациите и со изборите на изведувач и надзор. А веќе со консултант веќе има претходно избрано
И вториот проект ни е Кичево-Бокојчани. Бидејќи со коридорот 8, со Бекстел Инка договорот е од Тетово до Бокојчани. Тоа е село после Стража. Од Кичево, од Бокојчани па до Кичево тоа е околу 11-12 километри. Тој дел не беше предвиден, меѓутоа завршија проектирањата. Да ги кажам дека една од фирмите од 2 ги најдовме луѓето. Моравме да ги донесеме од пензионерски дом и од постела да ги донесеме за да завршат одредени процедури, одредени делови од проектите кои што воопшто не ги барале луѓето или биле така ставени на страна. Успеавме да ги најдеме, да ги донесеме, се активираа луѓето и се надевам дека исто така во првата половина од 2026 година ќе потпишеме договор со изведувач, со надзор и со консултант за изградба на Кичево-Бокојчани. И во едно третиот поуката која што имаме со Бекстел и Енка, значи сега можам да кажам дека на првата во две делници е поделен тоа од Кичево до Црвеци, од Црвеци до Бокојчани, двете се по околу 6 км, 5 до 6, 5,5 до 6. Во првата делница, значи веќе ние 80% сме завршили со експроприација. Така да кога ќе го изведеме, кога ќе го избереме изведувачот, веќе чист пат пред себе да работи. Да. Тоа беше тоа е еден како речам, дел од реализацијата на вакви проекти на кои што не се обрнало внимание. Имаме проект, почнеме, меѓутоа се соочуваш со сопственички услови. Во тој случај малку се кај нас проблематични, не проблематични, туку постапката за да можете да го експроприирате, особено ако се објекти, е многу долга. За таму кај што не се објекти е пократка, меѓутоа, правење на елаборат за експроприација, бирото за проценка проценува, па треба да ги даде тоа имотоправни односи, па државно правобранителство да види дали е државно, дали не е, па во имотоправни да ги, па имотоправни да ги најде сопствениците, дали еден или 10 на една катастарска парцела, да речам, и сето таа процедура да заврши, да дојдат и да речат се служуваме или не се служуваме и да го решите тоа. И тоа е еден огромен процес кој што трае, меѓутоа, знаејте дека ова ќе биде проектирањето тогаш, ние веќе тоа го завршивме. Во Скопје Блаца имаме помал процент, меѓутоа имаме поголем исто така добар процент на државно земјиште, така да комбинирано гледаме да правиме целини во кои што ќе можеме да ги воведеме во работа изведувачите без да застанеме тука. Тоа се два клучни проекти кои што сметам дека треба да одбележат 2026 година. Нормално ќе се продолжи и ова би сакал да кажам дека ќе обележи 2026 година и санацијата на косините на Кичево Охрид. А поготово на делница 1, делница 2, тоа е значи некаде од Кичево па до пред тунелот, кај пресека, и вториот дел е кај Ботун. Исто така многу тежок. Кај Ботун кинезите проектираат и изведуваат, а во овој по првиот дел проектираме со ГИМ, а ги изведува Гранит. И можам да кажам дека да го искажам моето задоволство пред целокупната македонска јавност дека успеавме да се изнајде начин за заштита или санација на косините од слегнување со правењето на галерии во првиот дел, кој што галерии веќе едната е во поодмината фаза, да речам, околу 200 метра треба да биде долга. Веќе повеќе од 50% е таа завршена и соодветно на неја ќе бидат правени и другите. Така да тоа ќе биде едно решение кое што во Република Македонија мислам дека не е применувано и тоа е благодарение на професорите од Градежниот факултет, проектантите на ГИМ и некои надворешни стручни лица кои што учествува во изнаоѓање на вакво решение. И тоа е многу важно, мислам дека е многу важно за стабилноста и сигурноста на овој пат. А дали Тоа се две
тоа се тие три, да речем, Да. кои што треба да го одбележат. А исто така работиме на обезбедување, интензивно обезбедување на финансиски средства. Не зборам јас како јавно предпријатие, зборам ко Министерство за транспорт и врски и влада на Република Македонија за неколку патни правци кои што сметаме дека 2026 година постои можност дел од нив да бидат и започнати, а тоа е Битола Меджитлија, а исто така обиколницата на Ресен, за која што проектот е завршен, обиколница Кавадарци, која што обиколница е во фаза на проектирање, исто така Кочани, Виница, Делчево, првата фаза ќе биде Кочани, Виница, па после треба да се продолжи да према Делчево, исто така од Радовиш до Струмица. Ние знаеме сега се уште тој пат не е експресен, туку е обичен регионален пат со значи со две ленти, една во еден смер, другата во друг смер. И исто така работиме на ова од Струга према Дебар, зависно од патот како ќе биде, може да биде и друга варијанта. И изноѓање, тоа ќе биде од една, како да речам, една група на проекти кои што ќе треба да се изнајде финансиското решение, а другата е да го повеземе Смоквица преку Валандово за Струмица и од Струмица за бугарската граница, Ново село и бугарската граница. И тоа ќе бидат тие проекти кои што се многу значени. Работиме и исто така на обиколницата на Скопје, која што не е во добра состојба. Видите, може би ќе гледате таму према Ѓорче Петров, интензивно се работи. Јас просто се чудам како до сега тоа било оставено. Вие знаете дека Скопјанка над патот имаше минерална вода Скопјанка. Ако се сеќавате. Така. Таа сега се извира, не е затворен и тој систем, таа вода се слива као демек направено било некое решение, меѓутоа тоа решение е една огромен пропуст низ патот од 1 метар цевка, таа целокупната карбонизирала, па успеавме со судни маки произведувачот да ја направи таа, меѓутоа целиот пат, бидејќи е подигнат тука од една и од другата страна има бетонски, да речам, ѕидови, предпоставуваме дека целото тоа е натопено со вода внатре. И тоа е многу ризичен дел и сега треба малку поголем зафат да се направи. А исто така работиме на триаголникот на Скопје. Значи од пеќата хиподром до пеќата во Миладиновци и пеќата во Петровица. Значи така да тој дел исто така ќе биде во еден друг пакет кој што сметаме дека треба исто така да добие во значај. Значи од Кичево до Гарски мост започнато е, ќе продолжиме и со него и оваа следна 2026 година. А доколку се обезбедат финансиски средства и од Кишево према Демир-Хисар, одејќи и према Битола, и тој пат ќе треба да добие во поголем значај, за да би има голема фреквенција на луѓе. Кога веќе ќе биде направена Битола Меджитлија, во тој случај целиот дел од западниот дел од Македонија, па доста дел од централниот, ќе може од тој дел ќе оди према Грција, од Грција ќе доаѓаат према Охрид и слично преку овие патишта. Исто така од Свети Николе со према Пробиштип. Интензивно се работи, проектите се при крај. Таму ќе треба да биде и некоја регионална депонија, кој што од Свети Николе до Пробишти ќе имате една покусна врска да не одат долу да идат на Штип, преку Штип, па назад, од Предкочани да идат за Пробиштип. Така да има многу проекти кои што планираме ние да ги правиме. И ово што би сакала да споменам, дека почната е санацијата на патот од Извор, значи кога се почна веќе да се качуваме некај пресека, и до Врбјани направени се можда и 50% од патот, реконструкција целосна. И исто така во истиот тој тендер е и од Ботун па се до Клемештани. Така да и тој дел од патот дека не се направи овој автопатот, да речеме од Кишево за Охрид, новиот со преку тунелот, да може да се користи овој пат, а и беше лош, па и во многу лошо состојба тоа што долги години не бил реконструиран.
и со оглед на тоа што таму идат тешки возила, многу Да. кривини, многу динамичка сила при Длабнатини кочење, имаше при кочење, многу, да. длабнатини, испакнатини многу. Да, Така да, после тоа исто така имаме за санација на мостовите. Тука има неколку мостови и тој тендер е завршен. Значи, откако горниот дел ќе биде завршен, ние ќе почнеме санација на долниот дел, како што беше ваму на Башино село и на Здуње. Веќе неголемата работа при санацијата е во долниот дел. Носачите кои што се. Горе е шминката, асфалтот и бетонот и патеките и оградата. Долниот дел е неголемата работа и да речам најинженерската и најзначајна. Така. Имаме уште теми за отворење, ќе зборуваме за тоа што ќе биде готово оваа 26-та година од постојните проекти, ќе зборуваме и за Скопје проектите кои што вие кога бевте пред 2 мандата градоначалник, што е останато од тоа што може да се реализира, што треба да се реализира, што е заборавено од тие проекти. Се враќаме веднаш по кусиот блок реклами, со нас е Коце Трајановски, останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е Коце Трајановски. Зборувавме за се она што се реализираше 2025-та па и 24-та, за она што ќе се реализира во 26-та, кои ќе бидат главните проекти. Но еве, ќе се случили дел од проектите кои што се веќе во тек, некој од нив да се реализира во оваа година, која што доаѓа за 2 дена, буквално кажем. Ете, значи пред се ќе почнеме, ќе ги продолжиме проектите кои што се започнати. Би почнал од Кичево Охрид. Се надевам дека 2026 година ќе заврши, се надеваме дека ќе биде пуштен неголемиот дел од оваа делница. Може би ќе остане многу малку, меѓутоа се надеваме дека ќе оваа делница дека треба ќе ја пуштиме, што е многу значено за граѓаните и за оние кои што патуваат према Охрид и од Охрид наваму или према Струга, према Албанија, да може да го користат тој пат. И тоа ќе биде голем успех, сметам. Ќе направиме големи напори, сите ние кои што сме и владата, и министерството, и јавното предпријатие, со изведувачите, за да можеме тоа да го реализираме. Исто така, се надеваме дека ќе бидат многу во голем процент завршени работите кои што се од Бекстел и ЕНКА. Доколку успееме, може би некоја од делниците се пушти. Пример, Тетоа Гостивар е најкратка делница и некако е во најнапредна фаза од нејзината изработка. Се надеваме дека ќе пуштиме исто така обиколницата околу Тетово, која што кажав дека се работи. Не споменав меѓутоа дека ќе пуштиме и обиколницата околу Крива Паланка, која се сега во фаза на изработка. Во фаза на изведба е таа исто така. Доколку успееме, ќе биде и обиколницата околу Ресен. Исто така многу е значено и таа да биде завршена. Тоа се проектите кои што сметам дека можат со голема веројатност да бидат завршени во 2026 година. Останатите проекти, кои што кажав, се проекти од голем интерес, огромни проекти, кои што се Кичево Букујчине, кои што Скопје Блаци, кои што е како што се овие што ги набројав Битула Меджитлија, тие се повеќе годишни проекти, меѓутоа многу е значено да следната година ние ги почнеме овие проекти и доколку ги почнеме, дадеме се од себе да бидат завршени во предвидениот рок. За да не бидат оставени со нерешени многу проблеми, па тие да ги оставиме за после рокот да тие се решаваат. Така да не чека голема работа 2026 година и сметам дека ќе оправдаме довербата како јавно предпријатие и како Министерство за транспорт и врски, за да граѓаните видат дека навистина има резултати во тоа. Така. Како што спомнав пред крајот на првиот дел,
Вие бевте во 2 мандата градоначелник на град Скопје, запаметен сте, тоа е факт како човекот кој што направи најмногу за Скопје. Во меѓувреме, за жал, имавме 2 мандата како една дупка што се појави во владењето и во работата со градот Скопје. Зборуваме за Шилегов и за Данела. За жал, ништо не се случуваше во нивното владење. Сега го имаме Орце Георгиевски, повторно човек, работник, по ваш терк што би се рекло, но еве дури и од ваше време останаа проекти кои што беа планирани да се реализираат, но не се реализираа, некои од нив и започнаа, како што еве сега се занимаваме сите со Safe City, но зародишот е токму во ваше време поставен, основата и се. Кои се работи, еве се спомнуваше и фонтаната, која што исто така беше направена една фонтана и во ваше време, која што не се користеше во меѓувреме. Кои се работите кои што останаа, еве и може да се довршат за да Скопје биде подобар град, еве како и совет за Орце, нели сигурно ги знае работи, еве тој, но за граѓаните да ги подсетиме на што беше и што може да се направи. И први би сакал да кажам дека добре што Орце Ѓорѓиевски избран за градоначелник на град Скопје и сметам, а и сигурен сум дека ќе даде големи резултати. Со оглед на тоа што беше градоначелник на кисела вода и има некој природен напредок во неговото напредување, ако може така условно да се каже. Значи човек кој што знае локалната самоуправа, кој што постигнал резултати во локалната самоуправа, и ова ќе му биде голем предизвик за неговото докажување во градот Скопје и сметам дека ќе се докаже дека може во градот Скопје да биде многу подобро. Само јас би сакал да укажам на некои проекти кои што сметам дека треба да бидат завршени, а за жал не беа завршени од различни причини. Не би сакал да коментирам. Прво, например, Луна паркот, кратко ќе кажам, партерно уредување целосно, инфраструктура целосна, водоводна, електрична и сето останата, трансформаторот исто така донесен, локациите одредени, справите беа донесени, не знам кај се. И сега зависи, ако се најдат и ако се во добра состојба, тие да се стават, ако не, сметаме, гледавме дека градоначелникот Орце Ѓорѓиевски најави дека ќе бидат поставени, најверојатно сигурно има решение за тоа, и тоа ќе биде една голема добробит за граѓаните на Скопје, бидејќи за жал им ускративме 7 години до 8 години да не уживаат во она кое што ќе им го понуди забавниот парк. Особено најмладите. И просто немам објаснување зашто не е направено. Навистина, секој би сакал да го направи и да биде запаметен дека направил нешто добро, а и лично да си има сатисфакција дека допринел до тоа. Вториот проект кој што не знам од која причина, Линиската фонтана на плоштадот, која што беше единствена на Балканот, можеби и во Европа, кој што во главниот град, на главен плоштад, да имате Линиска фонтана. Знам дека има во Мексико Сити. Сега слушнав дека и Приштина по нашиот урник си направила исто така. Не сум била, ма сакам да одидам и ќе одидам да ја видам. Од кои причини остана таа нефункционална. Сигурен сум дека сепак сега Орце Ѓорѓиевски ќе ја стави во функција. Најверојатно ќе има доста работа околу тоа дали се исправни, не се исправни сите тие сите делови кои што дизни, кои што водата ја прскаат водата. Меѓутоа мислам дека следната година граѓаните на Скопје заедно со Орце Ѓорѓиевски ќе може, начело со Ѓорѓиевски ќе може да ја користат оваа фонтана. Она исто така по сообраќајницата кој што е под Лимак. Значи јас бев еден од потписниците на договорот кој што заедно со Транспорт и врски го потпишавме и кој што како град Скопје го отстапивме местото кај што е булеварот, јужниот булевар, тоа е дел од Јужен булевар, да ја направи Лимак поземја, таа сообраќајница поземна, а нагоре се гради оние објекти кои што смета дека нормално тука беше вклучено и општина центар. Ние кога бев градоначелник го направивме сообраќајниот и инфраструктурниот проект кој што е многу значено со решавање на имотите односи за правење на кружните текови, еден кружен, огромен кружен тек кој што испод него ќе се влегува во Лимак, а ќе почне од турбокружниот тек ваму што е кај католичката црква, и тој ќе биде огромен кружен тек кој што сметам дека ќе допринесе многу за растаретување на сообраќајот
и уште два кружни текови, нели го знаете, ова едното е на кај Кочо Раци на завршетокот, другото на Павел Шатев, да бидат исто ниво, а и под нив да се оди за кисела вода. Направени се инфраструктурните проекти во времето додека јас бев градоначелник, администрацијата на градот Скопје, кој што можам да кажам само пофални зборови, имаше тим кој што беше на вистина доста значи стручен и ефикасен, така да има добра основа ова сега Орсе тоа да го продолжи, да го заврши, да го финишира и сите ние како граѓани на градот Скопје да уживаме во благодетите кои што ќе ги пружи тоа сообраќајно решение, тој дел, да речем, од Јужен булевар. Исто така би сакал да потсетам дека исто булеварот Хрватска, уште од тогаш имавме ние решение, булеварот Хрватска, почнуваме од Христијан Тодоровски Карпуш од Шаир, па може да се заврши до влезот на железара, бидејќи од влезот на железара проектиране и за предвидене од влезот на железара исто така до естекадата во автокоманда, меѓутоа тука треба да се рушат повеќе згради и мислам дека ќе биде проблематично, али овој дел исто така ќе допринесе за реституирањето на тој сообраќај. Влезот во Скопје, третата лента комплетно имаше готов проект. Зошто не го почна, зошто не го заврши? Страшен проблем е тоа. Заради тоа е страшен проблем на влезот во Скопје. И таа трета лента нема да го реши комплетно, веќе имавме ние исто така решение да од кај Ченто се помине покрај поранешната напредок, покрај Шмеки, требаше ни Шмеки, меѓутоа сега може да се измести, со оглед тоа што се прави генерален туристички план, под пругата да дојде кај Фершпет. И тоа, наместо додите на естекадата во автокоманда, ќе можете од другата страна према аеродром донете. Многу важно исто така имавме ние сообраќајно решение за Клучка хиподром. Новата населба во хиподром што е, која излегувате од Скопје, од десната страна, од левата страна Джиково, тука имаме Клучка. И таа Клучка ќе биде исто така од таа Клучка ќе треба да биде едно автопатско или булеварско решение преку пругите, преку Вардар, па треба да излегува некаде кај Охис. И тоа ќе биде на вистинска заобиколница на Скопје, растретување. Сите тешките камиони кои што сега идат за Охис и за индустријската зона околу Охис, Пинтија, ќе одат од таа страна. А нема да водат ни до автокоманда, па булевар Кирил Григоров, па булевар Србија и сите тие се во катастрофална состојба поради нив. Да не речем и о гужвите што ги создаваат. И самите граѓани што вртат сега да. И уште едно би сакал да спомнам, не знам колку знае скопската јавност и македонската, овој мостот што е на Асном, кој што е кај хотел Русија, не знам по која причина се направи на тоа место. Зошто? Заради тоа што дека бевме градоначелник со сите стручни служби, тој мост требаше да биде едно 100 метри према центарот на Скопје. Зашто? Заради тоа што се предизвикувавме со стручните служби да биде на улицата која што е измеѓу каросерија, 11 октомври и керамидница. И другиот дел да биде фатиот делот на каросерија кој што не е во функција, значи тоа воопшто не работи, и така да ќе бидат срушени 4 до 5 куќи. Единствен услов беше направени инфраструктурните проекти, сообраќајните проекти беа направени. Требаше градоначалникот на град Скопје во тој период, господин Шелегов, да дојде во советот на град Скопје, на општина Газибла, и таму да се даде согласност дека таа општинска улица може ќе даде согласност дека да биде користена како дел од булеварското решение. Ништо повеќе. Не отиде во советот на општина Газибла, зашто беа подготвени, те го поддржаа сигурно, независно што мнозинството го имаше во МРДПМН, сите во функција и во интерес на граѓаните, туку зема се направи по решението на генерален урбанистички план. А генерален урбанистички план е сега кај што е мостот, поминува низ средината на керамидница и огромен број на објекти кои што треба да се срушат. И тука се закочи работата. Мислам дека е голема грешка. Голема грешка заради тоа што досега ние тоа низ тој булевар ќе го користеа граѓаните на Скопје, зашто секоја
секоја улица треба да има, секоја општина треба да има по 2 влеза и излеза во центарот, према центарот на градот Скопје. А би спомнал уште еден сообраќајен проект кој што сметам дека градоначалникот Ѓорѓиевски ќе треба да го понатаму да го разгледува и да види можностите за негова реализација, а тоа е имаме комплетно сообраќајно решение кој што го правевме повеќе од 3 години заедно со сообраќајниот факултет од Битола, решението на раскрстицата кај Мавровка. Тоа е една од најтесните грла во градот Скопје. И тоа решение предвидуваше на таа раскрстица да има да биде таа на 3 нивои. По едно подземја нормално и едно надземја да биде. И тоа требаше да ги реши да не биде само таа раскрстица. Туку од Стоковната мост, како нели се спуштаме, треба исто така да се реши следната раскрстица која што доаѓа према Холидин, према центарот и таа раскрстица и према делот од Битпазар. Треба да се реши исто така, во тоа е решена, исто така решение има за мислам на 2 нивоја према Македонската радиотелевизија и комплексот на факултети и што е најважно, решение на оваа улица што е Гоце Делчев со булеварот Беласица. И тоа на 2 нивоа. За да се излезе до кружниот тек кој што е на Александар, кој што излегува на Александар Македонски. Така да кога ќе влезете ви од мостот Гоце Делчев, па под Стоковната мост да излезете без застанување, без семафори. Да го тоа решите. Семафора прескокнувате. 4. Да. Значи видите, првото решение, прво се прошируваат булевари. И тоа е до одреден степен на густина на сообраќај. Е решение. После тоа ние, ако се сеќавате, направивме зелен бран. Зелениот бран е првично решение. Меѓутоа ние имаме центар за управување и контрола на сообраќај кој што има адаптивна контрола. Значи има бројачи индуктивни и тие со оптички кабел сите се поврзани во еден центар за управување и контрола на сообраќај каде што се гледа целокупниот сообраќај на сите раскрсници во градот Скопје. И следната фаза, откако веќе сообраќајот се зголемува, а во Скопје е енормно зголемен, морате да имате на 2 нивоа. Тоа е последно решение кое што го имате како трета фаза од тоа. И ние мораме да правиме раскрстици на 2 нивоа. А исто така има комплетен проект, тој е многу скап. Е некаде околу 60 на 50 на до 60 милиони беше тогаш, а тоа е од завршувањето на Партизанска. За жал, она зграда на што е учило на Партизанската кој дојде у Карпуш, го невозможи да се оди под площадот, да се излезе на Порта Македонија и еден крак да оди према Камени мост, меѓу Камени мост и Телеком тука, па покрај Вардар да оди. Ние моравме да идеме на булеварот Ваморо, према мостот Гоце Делчев, тука да има кружен тек на 2 нивоа. А тука покрај поштата се спушта покрај Вардар, испод камениот мост, од вај добивме согласности со многу препроектирање за да не може ни милиметар да биде помрдат камениот мост и покрај Вардар да излегува на новата железничка станица со тоа што таму на таа раскрстица ќе треба да има на 2 нивоа да биде. Така да аеродром има непречени, аеродром има голем проблем. Ќе се намали проблемот сега со булеварот Тасно. Меѓутоа, ако на Беласица и овој дел кај Мавровка не се реши, пак тука ќе биде огромен проблем. Тесно грол, да. Пак ќе биде тоа тесно грол. Значи, интегрално треба да се гледа сето тоа. Ова ми е сознание од сообраќајните инженери, кои што долго време работам со нив, па успевам нешто да научам и од нив. Така да аеродром има едно од кај булевар Астом, другото да биде од кај новата железничка и третото решение. Ние многу бевме во фаза на подготовки, мислам дека имаше некои идејни решенија. Третата трета македонска која што иде, која доаѓаш од аеродром, треба да продолжи покрај гимназијата да излегува на булеварот Кочораци. Директно, значи некао сега се а не сега да одиш на раскрстицата во кисела вода, па да вртиш вамо, и тоа би биле тие 3, а со оглед на тоа што има огромен број на градби на Трета македонска, знаете сега од ова лева страна, па и од средината, па Джеваир, па многу тие, сето тоа
не можеме да се бајпасира. И не треба ние да правиме само за нови проширување на булевари, на две ниво и слично. Не е тоа крајното решение. Крајното решение е да што повеќе луѓе се возат и имат алтернативен превоз. Значи, доколку има добар, современ и навремен јавен превоз, граѓаните добијат доверба во тој навремен превоз, ќе почнат да ги остават своите коли, знаејќи колку ќе изгубат време и ова, за да може тоа да се направи. Ние добивме втора награда во Европа за мобилност. Го имам кажано тука на ова телевизија и на другите, за напредот кој што го имавме. Една од тие беше за јавниот превоз. Тоа што имавме сателитско пратење на секој автобус од прва до последна станица и на секоја станица можеше да биде точен. И ако ги земат оние информативни табли на секоја автобуска станица, кажуваат кој автобус кога ќе ти дојде. И сето тоа функционираше. За жал, сето тоа се напушти. Мислам, или не се одржаваше доволно, така да скопјани веќе имат, мислам, жално е да гледаш во ова време да огромен број на луѓе чекаат на автобуските станици и не знаат кога ќе дојде автобусот. Се надевате сепак дека ОРЦ ќе го реализира сето ова? Да, сигурно дека ќе реализира, да не зборувам нели во другите делови кои што се исто така многу значени. Би го споменал и Врдариште. Да, само значи, јас додека бев имаше Врдариште да правиме проект за санација и тој проект предвидуваше некаде околу 7-8 милиони евра. Но кој што ќе беше вадење на гасот, исто така вадење на течноста што е долу, санација горе, зелени површини и во одреден дел да има и како туристички, како да речем, бунгалови и слично. И сето тоа, со оглед тоа што немаше тогаш владата пари, не се реализира тоа. И мислам дека треба да се погледне тој проект и ако треба да се ревидира, да се усогласи, нормално со новото време, и за да биде тоа Врдариште, како што е још се најави и се надевам дека ќе го реализира, или сигурен сум дека ќе го реализира, да биде навистина место каде што нема да ни прави голема пречка и на аеродром и на Газивово. Ви благодарам што бевте мои гости. Ви посакувам многу успех и среќа во работата, тоа ќе биде успех и среќа и за Македонија, особено на полето или на државните патишта и на инфраструктурата, да ни биде среќна и берикетно, да сте ни живи и здрави. Благодарам и на вас. Среќна 2026 на сите гледачи на Алфа телевизија и да посакаме да ни биде подобро од претходнава 2025, што е нормално да се следната секогаш подобра од претходната. И морам да кажам дека задоволство ми е за секој завршен проект, чувствувам огромно задоволство дека сум допринел во еден дел од секојдневното живење да се подобрат условите за живење на граѓаните на Република Македонија. Благодарам уште еднаш, ми беше чест. Благодарам и јас. Благодарам и вам што бевте со нас, ова се гледаме и утре, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.